да бидам искрен, имам трема без Боцевски, кој оваа сезона нели нема да биде со нас. Замина во историјата Еспресо со Златев и Боцевски, но остана брендот Еспресо на Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели, во петата сезона на Еспресо на Радио Лидер. Ивица Боцевски се запосли државно, му се исполни целта која има поголем дел од популацијата во државата. Нормално, сега сум малку зајадлив, но му посакуваме многу среќа на неговата нова функција, а ние имаме нов модел. Секое утро на Радио Лидер заедно со мене ќе има 5 различни гости, водители, ководители, со кои ќе правиме навистина добри емисии. Ова утро имаме и гостин и ководител. Добро утро за Искра Коровешовска, со која заедно секој вторник или четврток ќе се менува тој ден, ќе водиме еспресо. Добро утро. Ќе пиеме еспресо. Или инстант кафе утрово. Уште апаратот не е исчистен. Да. Добро утро, Љупчо. Прво ти благодарам за можноста прв пат во овие 20 на години новинарска кариера да можам да бидам ангажирана на некој начин на радио, да се надевам дека ова женска енергија, моја од утрово, со која стартуваш, заедно со Берикетниов дожд и мукта на гласот да ги задржи луѓето тука на наша фреквенција, ќе донесе една нова сила, енергија во соработка или во комбинација со новинарскиот занает кој верувам дека го владеам и се надевам дека нема да ја променат фреквенцијата оние кои сега не слушаат. Ми е чест и задоволство. Добро, ти си сепак професорка по новинарство и јас како некој обично лани немав трема ни една емисија, некако бев му худи. Сега јас, иако сум домаќин, имам трема затоа што прво ководителот ми е професор по новинарство, тука треба навистина да се а гостинот ми е министер. Добро утро за Зоран Љутков, министер за култура и туризам. И туризам. Сме го гледале и слушале на Радио Лидер во една поинаква улога, во улога на актер, во улога на човек кој ја критикуваше културата, а сега човек кој ја води културата во земјата и треба да биде критикуван за културата во земјата. Повелете во секое време. Љутков, добро утро и од мене. Која е разликата помеѓу тоа да вие ја водевте нели културниот сектор на ВМРО ДПМН? Која е разликата помеѓу тоа да го водите културниот сектор во опозиција и да го водите културниот сектор воопшто во државата? Прво морам да кажам дека се што сум зборувал во минатите 7 години, апсолутна вистина сум кажувал. И за жал, значи јас некогаш велам, може би беше подобро кога сте во опозиција, некогаш ги преувеличувате, може би работите не ги знаете од прва рака, па може би не вие благи сте били уствари. До крај вистина, јас сум бил многу благ. Да. Во однос на критиките и сум ги штедел. Од оваа позиција како министер видов многу пострашни работи. Но тоа не се однесува на криминалот или злоупотребите кои што се правиле, нели тоа понатаму ќе си го водат институциите, тоа веќе нема да биде дел од мојата работа, но дел од мојата работа ќе биде справувањето со состојбата внатре и во министерството и во институциите, затоа што е неверојатно како може за 7 години толку да се девастира и целата и Министерството за култура, но и институциите. Ние имаме 72 национални установи, агенција, управа за заштита на културно наследство, сега ќе имаме и инспекторат за македонски јазик. Но е неверојатно како може некој за тој период така силно да ги девастира институциите. Мора да бидам провокативен. Во Македонија македонскиот е службен јазик, прв службен јазик, но согласно уставот имаме и втори јазик, тоа е албанскиот јазик кој се користи онаму каде што има најмалку 20% албанци. Зошто немате инспекторат за албански јазик? Мислам дека тоа е уредено со законот. Постои закон за не знам сега точно како се вика за албанскиот јазик, не сум сигурен точно како се вика,
но законот новиот кој што се донесе За примена на јазиците. за примена на да. јазиците, да, така беше, но законот кој што го донесовме сега за македонски јазик пред година дена, каде што се вклучивме и како опозиција од 2019 до сега работевме на законот, на крај се вклучивме и како опозиција, го донесовме законот, предвидува и инспекторат за македонски јазик. Тоа ќе биде институција орган во состав на Министерството за култура, кој што ќе има директор и неколку инспектори, кои што понатаму ќе го следат целиот процес како се користи македонскиот јазик и во институциите, но како се користи надвор од институциите. Еве, ние како медиум сме нераскинлив дел од културата. Културата нели преку иако не сме под надлежност на Министерство за култура, туку сме под надлежност на Агенција за медиуми. Во Македонија имаме секакви регулативи за медиумите, од тоа како треба да изгледа овој микрофон и како треба студиото да биде одделено од режијата. За се и се што имаме како медиуми регулативи кои ги почитуваме и мора да ги почитуваме, но немаме регулативи да вработуваме лектори по македонски јазик. И ние гледаме, особено ова, можам да ги кажам, радиодифузерите, телевизиите, кои се најголем дел од пазарот, ние гледаме една девастација на македонскиот јазик. Се повеќе на телевизиите се говори на некаков скопски дијалект, на некаков јазик кој е не поврзан со она што е, нели, македонски литературен јазик. Точно е, ние ги изгубивме по институциите, значи секоја институција од културата беше должна по систематизација да има лектор. Јас се сеќавам и кога почнав да работам во театар 97-8 година, вие не можете да тргнете на проба да читате тексти, да работите доколку немате лектор кој што ве коригира постојано. Мислам дека веќе 10 години лекторските места во институциите се угаснати. Значи, како е заминат лекторот во пензија, не се отворило ново работно место, а подоцна ми се чини дека пред 2-3 години кога се прави, мислам дека беше во короната новите систематизации, мислам и дека се укинаа како работни места. Да, тоа како свесно уривање на позиција, односно видете кога немате можност да го вработите човекот, кога ќе ви речат да направите нова систематизација, тој човек не ви е потребен, вие во новата систематизација и не го предвидувате, така кога имате насок. Искра, кога од една страна го укинуваш лекторот за македонски јазик, а од друга страна даваш пари од Министерство за култура за концерт за песни од учека кои ги пеат деца, тогаш тоа наликува на свесно уривање на системот, барем според мене. Да, што се однесува до проектите, какви стратешки промени практично ќе направите, бидејќи многу реакции имаше на тема кои луѓе, кои ансамбли и какви проекти воопшто добиваа пари, а кои не, кои им беа свесно скратени буџетите, воопшто не беа ставени на зелена листа и така натаму. Имате веќе направено да промена, апликациите се веќе готови и ќе почнам, мислам дека некаде за 15 на дена, може и порано, ќе се отвори конкурсот, баш денеска ќе имам состанок за апликациите да видиме како ќе оди тој процес, но ние ги направивме апликациите врз база на стратегијата која што планираме да ја правиме. Верувајте, сега е многу тешко, од 2022 година немаме национална стратегија за култура. Ние во моментов работиме на неја. Ќе мора до крајот на годината да се донесе, да можеме од 25-та стратешките цели да си ги поставиме што ќе правиме до 28 до 29 година. Сега ова што го правиме е еден вид ги исполнуваме нашите обврски и ветувања кои што сме ги дале претходно. Да, ма знаете како тука, зошто ми е прашање, бидејќи за мир во куќа, нели партнерство во владеачката коалиција и така натаму со албанскиот етнички политички дел, за мир во куќа можеби ќе дозволите да се финансира одреден проект кој нема да најде на силна поддршка, да речеме, кај јавноста, мнозинската јавност. Што во таква ситуација? Исклучиво и само ќе доделувате пари или ќе одобрувате проекти на концепции кои навистина ќе бидат издржани и кои се од национален интерес,
национален, кога велам ние треба да сватиме дека не е мултиетнички е нашиот проблем. национален интерес. Не е проблем во држава да добие пари од Министерство фестивал за албанска Ама, народна апсолутно, музика. За тие точно. луѓе плаќаат данок во оваа Точно, земја, нормално е апсолутно. дека ќе добијат. Кај Кај нас има, знаеш, обратни стандарди, или одиме со учака, или одиме ништо да не добијат. Тоа не е можно така во политика. Ние имаме национални установи кои што се и албански, кои што се и турски, српски, значи видете. Првиот начин е овој, тоа сум го кажал и пред да станам министер и кога станав министер на првите интервјуа. Прво, националните установи, институционалната култура. Значи тоа ќе биде примарното. Второто е другите корисници. И така е поделено министерството. Да не бидам досаден да го повторувам по 1000 пати ова. Министерство за култура 100% си ги финансира своите национални установи. Останатите ги субвенционира. Им помага. Другите корисници, здруженија на граѓани, невладините организации. Така се конципирани и апликациите. Спомнавте нова методологија неодамна изминатите денови на некој јавен настап ваш. Нова методологија за одобрување или за буџетирање на кратко само видете, да, до сега се формирале комисии, институциите конкурираат, комисиите немаат време реално да ги погледнат тие апликации кои што ги даваат на конкурсите националните установи. Реално 150 проекти не можете вие за еден ден да прочитате, одобруваат тоа што сакале. Сега им даваме можност на директорите на институциите да бидат менаџери, да си раководат со своите средства и да раководат со програмите, што значи ќе добијат делегиран буџет без при тоа да ги контролираме предходно што ќе работат во текот на годината. Ние само ќе им вршиме мониторинг во текот на годината, евалуација на проектите и на крај ќе бидат или наградени за тоа што го направиле или ќе добијат малку помалку средства Во културата година, но се разбира дека ќе имаат некако наслови, ќе имаат строги правила и критериуми што значи национална култура, што значи национална установа. Вие сте министер на сите граѓани, нели? Затоа што министерствата се на сите граѓани, но доаѓате од политичка партија, тоа е ВМРО-ДПМН. Секогаш во Македонија кога ВМРО-ДПМН е на власт, барем досега, има одреден страв кај одреден дел од културните работници, од луѓето, од она што се нарекува, нели, популарна култура, од уметноста, дека ВМРО секогаш сака во она што се нарекува култура во земјата да всади помалку идеологија. И тоа сме го гледале во минатото со оние серии за војводите, со оние филмови историски, ако сакате и со Скопје 2014, кој е исто така културен проект. Ние секогаш кога ВМРО е на власт сме гледале дека културата се движи во еден национален правец, а она што се нарекува моментална култура, моментални нели светски трендови се запоставува. Може ли да стравуваме дека повторно ќе видиме нешто слично? Не. И не е баш така. И не е баш така затоа што кога ќе го видите... Ја ви зборувам за перцепции. Видите, тоа се перцепции, но кога ќе видите реалноста сега е дека и тогаш многу повеќе средства се одвојувале за популарната култура, за независната сцена, отколку сега. Кога оваа претходнава партија сакала да им ги скрати средствата на националните установи, многу повеќе да дава за независната сцена. И тогаш било многу подобро. Но ние реално, значи не треба да се плашат. И не смеат да се плашат. Ние имаме два правци. Значи, не можете за сметка на популарната култура или на независната сцена да си ги уништувате, да страдаат националните установи. Значи, мора нас да ни биде примерно тоа. Не е тоа дали е ВМРО на власт или СДСМ на власт или вметнуваме некаква идеологија. Така треба да биде по принцип било која политичка опција да дојде. Националната култура, па потоа се друго. Но во зависност од тоа и како ќе го креирате буџетот и колку средства. На крајот ние како граѓани ја гледаме големата слика. Вие сте и претходно културен работник, нели актер, вие знаете колку малку
филмови се снимат, колку малку се тие квалитетни, ако сакате. Колку малку имаме продукција на на нова музика во земјава. Ние културно реално хаскаме позади Белград и Софија, а камоли позади големите центри на запад. А не било така. Еви зошто не треба да се стравува. До 2017 се сеќавате колкав беше буџетот за филм? Скоро 7 милиони евра. Се финансирал некој филм кој што е наменски, стрикно, идеолошки? Не. Значи, таа е отворена структура. Си има конкурси, конкурира, мислам, истите луѓе што конкурирале и денеска, и во минатото, значи тоа се истите 10-12 продуцентски куќи. Денеска знаете колку имате за филм? 2,5 милиони евра. Тоа е смешно, со 2,5 милиони евра во модерни. Знаете агенцијата на последниот пресек колку е заглавена? 12,5 милиони евра. Агенцијата е сериозно тема. Да, во 2017 е оставена со 3 милиони евра во плюс. За денеска да биде заглавена 12,5 милиони евра. И Клучното прашање е каде се парите? си работат институциите. Че некој ќе си одговара за тоа. Но јас не сакам... Ние постојано слушаме вакви ветувања, но не сме виделе ништо досега како резултат. Видете, ние и тоа што се случувало во Министерство за култура. Значи е испратено и до ДКСК. Значи си постапува веќе и МВР. Се што се случува по институциите, и Агенција за филм, и Државен завод за ревизија што има увидено, и работната група што има увидено, се е по институциите. Јас не можам понатаму да делувам, така? Да не може вие да ги затварате, но. Да, ама и во исто време ама и вие сте од влада која ги контролира институциите. Ама добро, значи се што е моја одговорност, знаете, министре, едно е скандалозните информации, конкретно за случајот со вашата претходничка Бисера Костадиновска Стојчевска. Гледавме и слушавме начин на луксузирање со народни пари и така натаму и сето тоа звучи страшно и звучеше нели, реално во смисла дека го исполнувате тоа што сте го ветиле, се открива криминалот и слично. Но во еден момент луѓето веќе велат добро, се видовме, ама ќе имале одговорност женава. Ќе одговарали, слушнавме дека Тошковски ги примил практично сите документи кои што сте му ги дали, но исто времено излезе информација за имотната состојба, например, на екс-министерката. Некои интересни стамбени недвижности, стамбени куќи и така натаму 2019-2022. Сето тоа е малку симптоматично и се поклупува со овие откриени работи од лично од партијата, од вас и така. Што е најскандалозното? Да, на крај сега 700 евра дека потрошила во Лондон. Има нешто пострашно. Не е така, Лјупчо. Не е така. И дали ќе одговара тоа исто? Еден денар да е. Еден денар. Значи таму има направи негативна услуга, не може да си купите куфер ако одите на патување. Јас веќе си купив претходно, се подготвив. Да не паѓате во искушение. Да, не да не паѓате во искушение. Реално си постојат правила. Значи првиот момент кога станувате министер, си доаѓате, си ги викате службите и ви кажуваат што можете да правите, што не можете да правите. И си се обезбедите со информации, тоа е завршена приказна. Добра, ама ќе согласите, тие 700 евра не се причината поради која ние сме сиромашни. Ама не се 700 евра. Тоа се илјадници евра понатаму. Вие да резервирате 3000 евра билети за да летате некаде и да не го искористите тој лет. И втората работа е, кога патувате, вие мора да имате некаков ефект од тоа патување. Зошто патувате во Дубај? Зошто патувате во Англија? Зошто патувате во Виена? Која е целта на вашето патување? Дубај не е некој културен центар, вака да се повеќе центар за други. Но еве зошто? Но еве зошто? Прашањето е зошто? Кога одите, ви имате, јас одам следната недела со министерката за култура на Словенија, ќе ме прими, ќе разговараме за една многу битна работа. И тоа ќе има многу голем ефект и за Македонија и за Словенија. Значи мора да има некаква цел зашто одите, а не да ви пропаѓаат картите, што се огромни средства. Значи криминалот е толку голем што ние почнавме да викаме 5000, 7000 евра не се ништо. Огромни пари се тоа. Има нешто што пострашно што 5000 евра, извинете, 5000 евра е годишниот буџет на една просечна македонска фамилија. Една, значи зборуваме 7000 евра годишно трошат за храна, за деца, за се и се што. Просечна фина, затоа велам да не ги минимизираме
овие работи. Затоа што критериумите веќе ни се поинакви. Многу се краде, па ова не е ништо. Не, се е многу важно. И еден денар е многу важен. Има уште Така нешто да. пострашно од она што го слушнавме през конференциите? На Левков што откривте и би споделили? Па не би споделил ништо, на вистина мене целта не ми е да го откривам ова јас. А луѓето, уметниците, граѓаните бараат сега да покажеме резултати. Јас се занимавам со тоа. Значи ако застанам на страната на ова што се случува и да ги вадам овие информации, да се занимавам со тоа, ми отида годината. И ние буквално ви кажав на почетокот, толку е девастирана културата. Ние сега работиме на закони. Работиме на новата национална стратегија, работиме на апликациите. Работиме на тоа да го зголемиме буџетот и во балансот го зголемивме буџетот, што досега не се случило во последните од 2019-18 месечини. И тоа е нашата цел. А ова институциите нека си кажат што има понатаму. Добро, кажавте што правите практично сега и што може да се направи во моментов. Тешко дека еден мандат ќе ви биде доволно за да доведете во некаква просечно нормална состојба едно министерство кој има 72 институции под себе. Што е со овој дел од човечките ресурси? Култура беше една од институциите, едно од министерствата каде што се вдомува практично по рамковна основа и каква и да друга. Ние до ден денес, извини Искре што те прекинав, имаме нефер однос во однос на културните работници, во однос на другите работници, на дел од културните работници. Сега ќе бидам фер, вие сте актер, може би ова ќе го почувствувате и како напад кон вас, но не може, еве сега ќе кажам пример за актер, Кирил Поп Христов, со години да нема направено ниту една представа во македонскиот Народен театар во МНТ, а секој месец да добива 40, 50, 60 денари плата колку што добива. Тоа не е фер за сите ние кои секој ден одиме на работа. Не е фер истото да го прави, ако сакате, еве, и покрај тоа што е една величина, еден прекрасен човек пред секој, го гледам, го следам, го пратам, го почитувам од дете, но не е фер истото да го прави Игор Џамбазов. Колку години Игор Џамбазов не играл представа, Не, дезинформација. Игор Џамбазов е секоја вечер на репертоар. Добро. Окей. Добро, се извинувам, се извинувам на Игор. Само вака, има една тенденција напад врз уметниците и ова не е во ред. И ова и пак е напад ова. Значи, ви имате држава која што се распаѓа во последниве години, луѓе кои што не доаѓаат и секогаш во 5 представи Игор Џамбазов на репертоар. Јас му се извинувам јавно на Игор Џамбазов. Мислам дека моја грешка, не го следам репертоарот. Во 5 представи на репертоар. А Кирил Поп Христов што живее во Значи немојте ве молам Еквадор, кај ве живееше. молам инцидентите да ги претварате во систем. Значи не може од 200 актери ако или 300 колку се, ако 298 се постојано на репертоарот, еден или двајца ги нема, да го направите тоа дека е систем на културата. Вие велите дека се еден или двајца? Воопшто не е така. Велите дека се еден, дека е мал број? Значи немојте, гледајте како функционира културата. Дали некогаш ќе каже некој ќе излезе дека актерите или оперските пеачи или балетаните не бил 3 дена на работа. А знаете дека некогаш 24 сати имаат проби. Дали знаете дека на актер кога работи процес од 2 месеци, знаете дека оди са бајле во 8, некој се доаѓа во 3, во 4 ноќно време. И дека е 24 сати некојаш на работи, не гледа фамилија. Тоа воопшто никој не го гледа. 5 дена ќе го нема некој актер не бил на работа, еве го нема. Кинете го. Знаеме дека Јас примерот што го дадов не се баш 5 дена, може да би се не е во ред, ама тоа е инцидент. 7. Ама тоа е инцидент од 300 луѓе, еден и двајца. Значи зошто секогаш уметниците се на напад дека не работа? Мене ова ми е чудно и зошто не ги нападнеме претходната власт, зошто го скратила буџетот за 70% за продукција? Таму треба да се фокусира. Зошто мене како граѓанин ме интересира зошто институциите не се транспарентни во делото? Зошто МНТ ги нема, не ги наведе сите вработени актери, за ја да може да видам кој се таму вработен и после да споредам со веб страната ги нема сите. Не, ги нема. Сум ги побарал.
баш сега ќе отворам. Отворете на маната на страната во колективот, ќе ги видите сите вработени актери, целиот репертоар, кој колку има на репертоар. Не, баш од до драмски. Ја, да ви кажам искрено, вака од представите, да, прекрасни си, има многу убави представи. Да, еве го Игор Џамбазов и Гуру Хари има представа. Му се извинувам на Игор Џамбазов уште еднаш. И еве сега влезе во новиот проект, 12-ка ми се чини дека се вика. Така да, ама кажам, некои дезинформации стигаат и потоа се шират и стануваат многу важни информации. И гледам баш во моментот Јас никогаш не би нападнал поединци или професија. Не имаме проблем со системот. Немаме проблем со вработените. Ако го управиме системот и му возможиме да работат, одамна не сум го видел Тони Михајловски на представа. Сега го гледам и тоа е во новата. Ако му обезбедите доволно средства, тоа е целта на владата, да обезбеди средства да можат вработените да работат доколку има потреба. Ако не, ако е вака како што се случувало низ годините, треба да се донесе нов систем и да се отпуштиме од работа сите. Што направивте или што ќе правите со овие луѓе кои се така ставени, можини ни доаѓаат на работа едноставно? Ќе им дадете шанса да работат, па да си заработат или ќе ги селектирате едноставно и ќе ги оставите дома без да земат плата? Никој не седи дома по своја волја. Не, на никој има возможно едноставно така да се не е возможно едноставно кога се намалува буџетот за продукција, се намалува и ангажманот на вработените. Зборам за тие што се донесени поизвестни по основа на никакви квоти кои не доаѓаат на работа. Знаеме дека министерствата ни се полни со такви луѓе. А сега зборуваме за институциите или за министерството? За министерството, конкретно за министерството. Луѓе што ви се внатре кои не се ни појавуваат. По систематизација има 250 работни места, мислам дека се под 130 моментално во Министерство за култура и ни се малку. Реално. Значи има некои, нема такви. Или работите или не работите, или сте мрзелив или сте вреден. Значи тоа е целата работа. Имате сектори во кои што може би има малку повеќе вработени од колку што е потребно, но имате сектори кои што ни се празни. Секторот за јавни набавки нема ни еден вработен. Можете да замислите? И како правите вие јавни набавки? Да, има една која што е во друг сектор. Па подполнува. Подполнува, па работиме, па со надворешни ни помагаат, па имате празен сектор. Имате сектори празни, кај инвестиции фалат места, кај стратешките позиции фалат места, затоа што се прениски платите. Колку зема еден службеник, не знам, на почетно ниво во министерството, доколку се работам ја во министерството. Под 30.000, мислам, дека е 26. Сепак е подобро од прва позиција во новинарство, вака да бидам искрен. Жално. Но кога работите, кога работите, па да не правим паспоредби со супермаркети, тоа ништо поздрашно. На одговорна работа, како што е секторот за јавни набавки, е преодговорна работа со такви ниски плати, не е ни чудо што е празен. Одиме со кратка пауза за реклами, по која ќе се вратиме во вториот дел на емисијата, во која ќе дознаеме кон што ќе се движи, што може да очекуваме во брз срок, затоа што од новата влада има огромни очекувања, таа победи со еден огромен резултат. Нема инстант решение, но да видиме што брзо ќе видиме во културата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Интересен прв дел, морам да признаам. Љутков, во вториот дел отворивме малку во првиот дел за филмот, но во вториот дел ме интересира една конкретна работа. Имено, пред се колегите од Плюс Инфо извадија серија на текстови за одредени скандали во работењето на режисерот Милчо Манчевски и неговите филмови. Милчо Манчевски, нели, е македонски режисер кој најдалеку стигнал, но тоа не го амнестира од одговорноста кога се во прашање државните пари. Ги следите ли овие работи? Ги следите ли овие теми и што ќе прокоментирате во однос на злоупотребите во филмскиот сектор во државата?
секако дека ги следам, тоа е и мојата работа, но прво се влезе во некоја лична војна помеѓу режисери, филмски продуценти и така натаму. Јас во тој дел не влегувам, не ме интересираат имињата, не ме интересираат надписите. Јас ја гледам агенцијата за филм. Ја гледам состојбата. Таму е повеќе од очајна. И кадровски институцијата и она што се случувало последните 7 години, како што спомнав. Значи, биле оставени во 2017 година 3 милиони евра имало плусна сметка, денеска сме во ситуација со 12,5 милиони во како во се стигнало до тоа? Се стигнало во тоа што ако буџетот е 3 милиони денари, да речеме во тековната година за продукција на филмови, се подпишувале 3 милиони евра, мислам. 3 милиони евра, се подпишувале договори дупло поголеми. А зошто Некаде- се подпишува? А не знам јас тоа. Немале, може би имале најава дека ќе се дуплира буџет. Може би имале најава дека во следната година ќе има повеќе средства, но немало повеќе средства и така натаму. И мислам дека исто сите информации што ги има агенцијата за филм, сега ќе имаме информација до влада за состојбата на агенцијата за филм, подпишани се договори со над 70 филмски продуценти, наслови на кои што им се исплаќани по 1%, 2%, 4%, 10% на секого посебно, значи подпишани договори за снимање Например, на филмови. подпишале договор на 100.000 евра и ми исплатиле 15.000 евра. Да, таму е малце покомплицирана работата. Вие имате преддоговор, треба да обезбедите копродуценти, ако имате копродуценти, се остава банкарска гаранција за филмот кој што треба да го снимате, но имате рок од 5 години за да го завршите филмот. Сега се случува, голем дел од продуцентите веќе им истекува 5-та година, а тоа се многу, а буџет за снимање на филмови нема. Затоа што не им дале. Затоа што не им дале на време. И сега кој ќе плаќа пенали, тие или државата? Затоа што доколку државата Тие што подпишала подпишале- договор со мене дека ќе ми исплати толку пари, а не ми ги исплатиле тие пари, постои во Македонија една институција се вика управен суд, јас можам да ја тужам државата и да си ги побарам парите кои ми ги ветила на договор, некој се подпишал на тој договор. Точно. Еве сега имате неколку имиња и неколку филмови кои што веќе ќе почнат од следната недела да се снимаат, а реално агенцијата нема средства да им пушти понатаму пари за да продолжат да работат. И овдека ќе кажам, неколку пати Државен завод за ревизија бил, има извештаи. Значи, се е пратено и до финансиска полиција. Имаме извештаи нови сега и од новата директорка од агенцијата за филм. И тоа ќе се пушти до сите институции да видиме до каде е состојбата и ќе донесеме решенија што во овој момент не можам да ги кажам. Но Да, ма мора да да одговараат тие кои подпишувале договори со суми баснословни за кои немаат реално покритие, кои не може да ги дават. овдека не е проблем до продуцентите. Овдека е проблем до директорите на агенцијата. Имено, за нив И мислам. до управните одбори. Како некои средства, како некои програми можеле да поминат преку управен одбор кога вие немате обезбедено средство. Значи повеќе Тука треба да се луѓе види треба со да одговараат. филмскиот совет. Тој филмски совет што го советувал директорот, како го советувал. Верувате, кратко е времето, со многу проблеми се соочуваме, но пак не би сакал темата да ја насочувам кон проблемите, би сакал да Добро. ја насочувам цело време кон што кон ќе видиме решенијата. од вас брзо? Затоа што ние сме држава што сака инстант решенија, инстантно го тргнавме како народ СДСМ од власт, затоа што многу лошо владееше во изминатите години. Народот му даде огромна победа на ВМРО ДПМН, му даде скоро 61 пратеник, скоро апсолутно мнозинство. Што може брзо од вас да очекуваме да видиме како промена
до нова година, до наредната нова година, до годината после тоа, со што вие нели ќе ни покажете нас дека се разликувате од тие пред вас? Па, мислам дека Еве нема да купувате куфери, но да видиме нешто во пракса, знаете. Со тоа што ги откочивме сите процеси во овие 2,5 месеци во делот на културата, а тие процеси се и во делот на капиталните инвестиции и во делот на заштита на културно наследство, значи откочување на процеси кои што биле заглавени по 7 години од нејасни Например, еве еден микропример. причини. Па еве Плаошник. За Плаошник и со ребаланс на буџетот се обезбедени над 30 милиони денари и веќе ќе почне да се гради. Универзална сала е исто така страшен проблем во кој што се обезбедени средства, но институцијата во моментов лебди. Значи, ниту е под град Скопје, ниту е под Министерството за култура. Не се знае сега. Затоа неколку пати сум кажал... Како може да не се знае, постои тај... Па ете така, толку е искомплицирана таа ситуација со превземањето. Ние сега го стопиравме овој процес. Првата фаза си тече, го стопиравме процесот на втора фаза за изградба, заради тоа што мора ние официјално да знаеме чија е универзална сала и кој инвеститор, кој е финансиер. До кога ќе дознаеме чија е и Мислам кога може да очекуваме дека ќе се отвори? Мислам дека ќе биде за многу кратко време, за околу месец дена ќе се рачисти таа дилема, исто ќе биде со информација на владе каде што ние официјално или ќе станеме сопственици, Министерство за култура ќе стане сопственик на универзална сала за да може да продолжи да ја гради. Доколку станете... Владина институција не може да биде правно инвеститор. Не може да биде изведувач, не може да распишува доколку тој тендер. вие ја добиете универзална сала, нели во оваа битка чија е, за колку време скојани, но и сите граѓани на Македонија, мене како дете од Кавадарци ме носеле универзална сала на фестивали, кога може да очекуваме дека повторно универзална сала ќе профункционира? Јас бев шокиран за една информација која ја дознав, а тоа е дека делот за звучната изолација горе во универзална сала, кој го има, е истиот кој е вграден во Ројал Алберт Хол во Лондон. Верували или не, и доколку го загледате Ројал Алберт Хол и доколку ги загледате старите снимки од универзална сала, ќе видите дека станува збор едни бели горе што се се за акустика, дека станува збор за истите и дека се донации од Обединетото кралство. И се прашањето е, тоа е една технологија која до ден денеска се користи, се прашањето е каде се тие, знаете. Тоа има и колекционерска вредност, секаква вредност има тоа, каде се тие работи што останале од претходно. Прашањето е кога ние може да очекуваме дека повторно ќе видиме сјајот на таа зграда и повторно ќе може да отидеме на концерт таму. Скопје ќе биде во 28 Европска престолнина на културата. До почетокот на 28 година универзална сала мора да биде готова. Сега сме 24-та, 25-та, доаѓа, значи некои 3,5 години максимум. Може и побрзо, во зависност од ова е добро да се знае. Во зависност од динамиката. Ви го памтиме зборот. За следната година има повеќе годишно финансирање, мислам дека се обезбедени средства од претходната влада, е наметнато повеќе годишно финансирање, но тоа не значи дека ќе треба да се испочитува, може би да биде и едногодишно. Во зависност од тоа колку средства ние ќе им обезбедиме на изведувачите, може би да ја завршат и во рокот една година. Друга некоја капитална промена? Тоа се ќе зависи. Дел од капиталните кои што мора за многу брзо време да се заврши, а тоа е Турскиот театар. Тој беше во одлична кондиција до 2017 година, се заврши карабината, но подоцна се стопираше тој процес. И сега последнава година и пол, мислам дека се одобрени средства за кровот и за фасадата, кои што се веќе завршени. Имаме обезбедено и средства до крајот на годината, а тоа се во делот на инсталациите. Ќе го завршиме до нова година и од следната година ќе мораме да имаме
побрза работа. Добро, има ли институција која или еве капитална инвестиција што ја почна воопшто минатата власт, за која има да речете ја стопираме или има проблем или што и да е, тука едноставно ќе избутката да се заврши што побрзо. Тоа е едниот дел од прашањето, а вториот, има ли воопшто институција што е во добра состојба или се е на рап на распаѓање? Точно е, се е на рап на распаѓање. Ништо ли не можеме да дадеме добра оценка дека ево ова е во одлична состојба? Ова е добро. Да. Немаме таква институција. Можам да кажам дека театарот во Велес и филхармонија се двете институции кои што се во добра состојба. Во добра кондиција како добра кондиција, да. Останатите институции имаат потреба од нова сценска технологија. За да можеме ние да бидеме репрезентативни европски, ќе мора да инсталираме нова сценска технологија. Мислам дека ова ќе биде шансата барем за Скопје, со Скопје како европска престолница за културата, поголемиот дел од средствата да ги вложиме кон осовременување на институциите. Ниједна институција што е почната од време на ВМРО не е завршена во време на СДСМ. Единственото нешто што е почнато од СДСМ една во културата, а тоа е кино Партизан во Битола. Но и таму е запрана ситуацијата затоа што се уште сакале да потпишат договор без да имаат одобрение за градба. Министре, ние видовме во Кинава особено една ситуација во која што видовме дека тоа може да биде и пазарно исплатливо и приватници инвестираат во кина. Го видовме тоа во Кавадарци, во Велес, во Кисела вода, така, на повеќе места во земјата. Ние во Македонија имаме една култура останата нели од социјализмот, едно размислување, еден мајндсет дека државата треба да биде во културата печат и тоа е тоа, приватниот бизнис тука нема нешто многу пари за него, но доколку излезете било каде надвор на запад, па и во Србија ако отидете каде што реално постојат приватни театри, вие може да видите дека работите баш не се такви, дека не мора сите да не тови државата и дека можеме буквално и пазарно да функционираме. Во Македонија, ако не се лажам и ако не грешам, освен во филмскиот сектор, каде што исто така е без помош од државата, веројатно многу малку филмови се снимени, ние не гледаме приватна иницијатива во културата, освен овие киносали што се отворени. Ке почнете ли да ги учите граѓаните на Македонија дека културата може да биде и бизнис? И тоа може да биде добар бизнис? И тоа како може да биде добар бизнис? Мислам дека со развојот на креативните и културни индустрии, програма која што е воведена во 2009 и траела до 2017, некаде се разбира и тогаш било со многу малку пари, но од 2017 до сега немало средства. За оваа година планираме 4 пати поголем буџет во тој дел, во делот на креативните индустрии, бидејќи тие креативни индустрии опфаќаат се. Го опфаќаат и киното, го опфаќаат и филмот, го опфаќаат модата, дизајнот, музиката, геймингот, занаечиството, храната, брендирањето. И преку тие креативни индустрии културата може да стане профитабилна. Може да стане економски фактор во државата и да придонесува во буџетот. Ние се вака само одливи имаме кон културата генерално. Да, точно е. Освен 3 приватни киносали, ние немаме ништо друго што е приватно во културата. Мислам дека два процеси паралелно кои што ќе ги развиваме во овие 4 години во делот на културата. Прво ќе бидат многу значени креативните и културни индустрии. Законот, значи за авторско право, таму ќе треба да се решат многу работи, каде што можеме да имаме доста приливи, бидејќи таму сега ни се одлеваат средствата, ние не знаеме каде одат тие средства. Но ако се изборувате за ЗАМП, генерално законот за законот за авторско право. Како радиодифузер, ние сме подложни на овие закони и ги почитуваме генерално колку што можеме, но
доколку ги следиме како се исплаќаат во Македонија пари на музичари, излегува дека Ристо Бомбата е најпопуларен пеач во државата. Ја немам ништо против човекот, ама Ќе се реши, извинете, не е ќе баш се реши така. и тој проблем. Значи, Ќе се реши и тој проблем. сериозно имаме- со тебе да. да не знаете каде се изливаат парите, Значи- например, на база. А и во делот, и во Авторските права и се- авторските, но и големо прашање и изведувачките. Право. Да. И таму треба да се реши Ние- работата. И третото, извини што ќе те прекинам, за да заокружам, а тоа е законот за децентрализација. Значи со законот за децентрализација кој што мора во да земе залет, мислам дека ќе се решат многу работи, бидејќи сега локалните установи од културата се не се во состојба да си ги одржуваат своите установи. Имаме една Министерство за култура е едно од на Македонија, е едно од ретките кои што има 72 национални установи под негова капа. Од себе е невозможно Од себе. да... И тоа е невозможно ние се да сервисираме. Добро, Затоа сега, сме а во ваква теретов состојба. туризам, терет ви е плюс додавка во извршувањето на вашата функција. Од и Министерство за култура и туризам е сериозна главоболка плюс. Да, ќе биде терет на почеток, но мислам дека понатаму од 25-та година ќе ни помогне баш во овој дел од економски план. Имаме едно прашање од слушателка Сања Кавракова, вели прашајте го министерот зошто им раскинавте договори на вработени во агенцијата за филм после 4,5 години работење. Не ви интересираат луѓето, а велите нели дека нема Не, баш ја знам оваа човечки, проблематика. потенцијал и после коментира срамота, нели тоа што не биле продолжени договорите на вработените во агенцијата за филм. Еве да ја одговорам, значи прво треба да се види како биле склучувани тие договори и зошто не само што се раскинати договорите, зошто им се должи на луѓето средства, тие што биле на договор на дело, зошто им се должи па не знам колку 7-8 плати. Тоа треба да се расчисти, да се види и да се праша. Да, но сепак Таму овие има- луѓе се кадар. Да, Ако тие се кадар, професионални во тие- тоа што го работат. Да, но видете, прашањето треба да се упати кон таму има толку отворени прашања. Толку отворени прашања. Верувајте, не може крајот да се фати во агенцијата за филм. Дали биле потребни, дали биле непотребни, зошто не се исплаќале до сега, ќе го видим. Мислам дека има и барање од нив за средба со мене и мислам дека е закажано во текот на дали на оваа недела или на идната недела, не сум сигурен, но мислам дека и ќе имам Да, средба со овие луѓе на кои што им се раскинати договорите. Значи имам информација дека тие договори не се баш законски и од тие причини не им се исплаќале средствата во минато. Но сепак имаат проблем луѓето. Не, Ќе имаат се проблем, потрудите точно, да им го решите? Да, ќе се потрудиме и ќе видиме, но коментарот дека е срамота, ќе ми го каже и лично, кога ќе се видиме колку е срамота. Да видиме како изгледаат Да, прво. да. Добро се. Јас не ги познавам луѓето, доаѓам на позиција каде што веќе не им биле исплаќани Да, тоа е проблематика Доаѓа Тоа нов исто така директор, срамота. доаѓа нов Да. директор. Последниве Срамота месеци е. не има Да. претходно си течеле тие некако исплати, така што тука е дискутабилно. Срамота е зошто никој не реагирал Ама чекај, бе, како тие може дека 4,5 години договор на дело да си? Мислам дека согласно закон не смееш да бидеш во една компанија со договор на дело, поише искрено не ги од знам. година дена, не знам како е. ние прашањето ми е зошто никој од тие не реагирал дека агенцијата должи 12 милиони евра. Реагира генерално и во јавност излегува, но каде се затоа и работава сега, нели ние сме менталитет во принцип, ако се не знам, 10 мина, 8 мина ќе речат да не се закачаме, а ќе се стоиме на страна, па ќе се повлачат и Бе, не, двајца сега види, останува да се крај борат. крајва тоа е. што ги реагираат, нив платат ако им врви секој месец, не се должни да реагираат, должни се да реагираат високите политички функционери, оние кои ги водат институциите. Сега, например, знаеш како? Еве, едно мало радио.
Министерството се соочува со многу поголеми трошоци, ама ако мене ми трошат 15.000 денари вработените на тоалетна хартија, јас ќе сватам дека нешто не е во ред, сме 5 души овде, знаеш. Така и ова со агенција, не може ти да видиш дупка од 6 милиона, од 3 милиона годишно, да не можеш да ја видиш. 3 милиони евра дупка направила агенција за филм годишно и министерството и дупка од 3 милиони евра, тоа треба да стигне до највисокиот политички врв, затоа што 3 милиони евра се навистина големи пари. Да, во никакви извештаи Костадиновска Стојчевска ставала што се случува во агенцијата за филм, тоа не е доволно, зашто не, ти се треба да одиш да реагираш, да го смениш директорот, да направиш нешто. Немало решение, сега има директорката можност на агенција за филм да донесе некој решение. Ви кажав денес во 10 часот имам средба со неј за да видиме некој пресек од во каква состојба и во каква кондиција и можните решенија за виднина, така да ќе се отвори прашањето и за овие луѓе на кои што им се секој чести што се нафатила на функција во секој случај со оглед на ваквата ситуација. Храбро, прилично. Што друго се има у култура, приватно спомнавме, искрено. Мене туризмот ме интересира во суштина. Со туризмот? Што ќе видиме исто во прашање на Златев? Што ќе видиме реално во делов туризам во најскоро време? Хотели ли ќе правите секој министерство? Ве преплавија со барања туристички работници, хотелиерите и така натаму, какви им се? Шо име макава се, да не бидеме па црни ептен. А не е можно да не биде. Во законот во Зороду овој за реорганизација на Еве, Кавракова вели благодарам за одговорот до министерот. И благодарам за новинарите што го поставија прашањето. Министерството за култура и туризам, делот туризмот многу повеќе ќе се занимава со промоција на туризмот. Значи агенцијата ќе биде од делот на Министерството за култура, агенцијата за промоција на туризмот. Угостителството останува во момент под економија, а туризмот доаѓа под Министерство за култура и туризам. Тоа значи дека и хотелиерите и тој дел, економскиот дел, значи ќе си остане под делот на економија. Кај нас доаѓа само делот за промоција на туризмот, промоција на културните рути. Она Владо Јовановски што го правеше. Археолошкиот туризам, верскиот туризам. Но генералната програма ќе ја донесеме, имаме рок уште 2 месеци, ми се чини, да го превземе. Реално нас не ни е превземен туризмот во култура, имаме законски рок уште 2 месеци и потоа во програмата во 25-та ќе објавиме стратегијата што ќе ја правиме. Така да во моментов работиме на тој процес. Туристичките водичи веројатно. Ние имаме многу историја која не му е баш предадена на светот. Нема ни една рута да ги видите сите стари манастири средовековни во Македонија. А има ова на запад е многу прилично актуелно и луѓе сакаат да гледаат такви работи, знаете. Такви понуди некакви. Во Македонија реално културниот туризам некако носи најмногу средства. Мака по некоја статистика. Така да тука ми се чини дека ќе биде многу повеќе фокусот. Имаме прекрасни археолошки локалитети кои што се запоздавени за жал во овие неколку години. Вие го имате Скупи, го имате скоро, значи може многу брзо да се отвори, но така стои 7 години затворен и обраснат. Го имате Вардарски рид, Гевгелија исто така е обраснат и е затворен, а му треба многу малку. Веројатно само Стоби функционира. Го имате Калето ви е затворено. Да, за жал, да. Калето е затворено. Многу работи. Тоа е туристичка атракција. Не знам како сте се нафатиле многу работи. Реално вака. Јас да се соочам со волку отворени прашања. Ова со се што се соочувате, а сите сакаме брзи реакции од вас. И нормално се, ние сме јавност, ние нормално дека сакаме брзи. И граѓанката нели која го пише коментарот и таа сака брза реакција. Сите сакаат брзи реакции. Сите сакаме брзи реакции, а вие имате толку многу отворени прашања кои доколку не ги отворите, одговорноста е ваша. Доколку не ги завршите. Но едно по едно мислам дека сме на добар пат да решиме голем број на прашања, бидејќи навистина јас сум лично мотивиран
Имам одличен тим во Министерство за култура, одлични директори на позиции кои што се амбициозни, орни за работа, така мислам дека за многу краток период ќе покажеме големи резултати. Како актер ви веројатно повеќе заработувавте од сега како министер. Да. Одлучивте мислам кога правиме некаква споредба, одлучивте да се откажете од полагоден живот, зошто е? Која е причината? Да, прашањето е многу точно. Да, можев да си ја работам својата работа и да заработувам многу повеќе колку и комерцијални договори, министр, маркетинг и се сега не можам ништо да правам од тоа, но како и да е, јас не мислам со оваа професија имам голема одговорност и околу луѓето околу мене. Значи кога веќе влегов во тој делот на политиката, добив силна поддршка од сите колеги. Еве, да не речем сите, поголемиот дел, бидејќи и фамилиарно луѓето околу мене се поврзани со културата, вработените со сите сум близок, со сите сум пријател, така да влегов во овој процес, бидејќи знам дека имам поддршка од нив и дека треба да ги решиме работите. И дека треба да им оставиме и понатаму на младите колеги да можат да си просперираат во својата професија. Вака на континуирано девастирање во културата нема да одиме никаде. Ниту пак јас ќе се чувствувам пријатно. Сакам кога ќе се вратам по неколку години назад во мојата професија да ми биде убаво. Еве од себични причини нека биде, да си направам за себе убаво, правејќи си за себе си убаво, ќе им направам и на сите колеги. Скративте ли отрошоци за репрезентација, се возите ли со службено возило, попладне, приватно? Службеното возило беше првиот коментар кога се видовме утрина, затоа што ја му велам на Људков, па ти си едини пример од подобра колу, полоша да влезеш. Го видов службеното возило надвор, да. Возилото го користам додека сум на работа. Многу често сум на работа и до 8, до 9 и до 10 навечер, така да не ми мина работното време до 16:30 па да си одам. Едноставно останувам во текот на целиот ден. Некогаш и некако поубаво функционирам и во попладневните часови кога администрацијата ќе си замине. Така да репрезентација не знам зошто има потреба од користење во. Да, тоа е мотивот на градоначалникот на Кисела вода, он тврди дека тука скастрил се и дека сериозно помогнало ова. Не, се разбира дека треба да се искористат средства, ќе ви дојдат гости, треба да пречекате некого, ќе имате партнери за соработка, ќе треба да ги изнесете на ручек на вечера. Се разбира дека ќе се трошат средства, но сите тие средства се наменски за потребите на Министерството за култура. Исков ти благодарам, Искра ти благодарам, се гледаме ја и ти пак наредниот вторник. Фала Љупче за можноста да бидам дел од оваа енергија што исклучително ми одговара. Признал. Ви благодарам на поканата. Ве држиме за збор сега, дадовте еден датум, тоа е за универзална сала. Ние овде се си бележиме ветувања и ќе ве повикаме до тогаш да видиме до кај што е работата. Можеби да дојдеме и на отварање, нели? Ќе ми простите ако бидеме и побрзо ја завршиме. Ако дај Боже, имаме повеќе причини да ви простуваме од овој. Ќе бидете веројатно првиот пример во историјата на современа Македонија што направи да влезете после некако во инфраструктура, затоа што онаа делница на што е кај Катланово 15 години не може да ја завршат. Почитувани слушатели, останете со 98 Запирка 1, ние овде во Радио Лидер, за разлика од министерот, имаме само 2 часа работно време, таков ни е моделот, се прилагодуваме кон шведските стандарди и сметаме дека работата не е најважна, нели, во животот има многу поважни работи. Останете со нашата фреквенција, се гледаме утре со Сотир Костов.